да започнеме со задачите. Се надевам решавате повремено од овие задачи што ги работиме овде на часот. Добро, ако во меѓувреме нешто има прашање, нормално може да прашате и за претходните задачи и за овие сега што ќе ги објаснуваме. Го споделувам документот. Се гледа, нели? Да, добро. Продолжуваме со задачите 2, 3, мислам дека се. Да. Што ни останаа од минатиот час, од нумерусот 49.1. Ќе ги завршиме прво нив и потоа продолжуваме со следниот нумерус 49.2. Инаку, без разлика од кој нумерус овие, нели реков, од минатата учебна година и оваа ги завршивме, овие се веќе од претходни учебни години, меѓутоа ќе приметите и сами некои задачи, не сите, ама некои во начинот на решавање, постапката, како се поставуваат задачите, многу се слични, така што и овие ви се од корист за да ве потсетуваат како треба, кога имате таков тип на задача, како треба да ги поставувате. Па еве, задачата 4062. Низ цевка за 6 минути истекуваат 54 литри вода. Колку литри вода ќе истечат низ цевката од 6 часот и 13 минути наутро до полноќ? Најпрво, кога имаме вакво барање во одреден интервал временски, еве колку литри вода ќе истечат, прво треба да видиме колку е долг тој интервал, односно треба да си пресметаме разликата од полноќ, 24 часот и 0 минути, 00 минути, да го одземеме почетниот период 6 часот и 13 минути, за да видиме нели за колкав временски интервал станува збор. Ова, еве повторно, сме го правили претходно во други задачи. Бидејќи 13 минути треба да ги одземеме од 0 минути, си позајмуваме 1 час од 24 часа. Да ова малку вака поочигледно да го направиме. Значи овде веќе не се 24 часа, од нив ни остануваат 23 од часовите, а тој 1 час што го позајмуваме, кај минутите е како 60 минути. Значи 24:00 го запишуваме како 23 и 60 минути, за да можеме да си одземеме. Па сега 60 минус 13 имаме 47 минути, а од часовите од 23 часа одземаме 6 часа и добиваме 17 часа. Значи периодот што се бара колку литри вода ќе истечат од 6 часот и 13 минути до наутро до полноќ е 17 часа и 47 минути. Овие 17 часа и 47 минути претворени само во минути ќе бидат 17 по 60, бидејќи нели во 17 часа во секој има по 60 минути,
и плюс 47 минути што ги имаме, ќе ни биде еднакво на 1020 плюс 47, или тоа е еднакво на 1067 минути. Значи, тој временски интервал има 1067 минути. Бидејќи за 6 минути истекуваат 54 литри, ќе можеме да пресметаме за една минута колку истекуваат, како 54 поделено со 6, односно тоа е 9 литри. Значи, за една минута истекуваат 9 литри, па за 1067 минути ќе помножиме 1067 по 9 и ќе добиеме за тој временски период колку литри вода истекле. Сега само тоа да си го допишеме, бидејќи за 6 минути истекуваат 54 литри вода, за една минута истекуваат 54 делено со 6, или тоа е еднакво на 9 литри. Значи, за 1067 минути ќе истечат 1067 по 9, или тоа е еднакво на 9603 литри. Со тоа ја завршивме задачата и еве одговоривме на барањето колку литри вода ќе истечат низ цевката од 6 часот и 13 минути наутро до полноќ. Ако има прашање, прашајте. Ако не, може да ја сликате, еве се гледа целосно задачата. Дали е готово? Може ли да продолжиме? Веројатно може. Следната 4063. Иво ја прашал баба му колку години има. Наместо да му ја каже бројката, таа му одговорила: јас имам 5 деца и секое дете е 4 години постаро од претходното. Првото дете го родив на 21 година. Најмалото мое дете сега има 23 години. Колку години има бабата на Иво? Значи, треба да ја разбереме задачата, нели, пред да почнеме да ја решаваме. Бабата одговорила дека има 5 деца, секое е 4 години постаро од претходното, и имаме податок дека првото дете го родила на 21 година и плюс податок дека најмалото дете сега има 23 години. Па штом имаме податок за најмалото дете, колку години има сега, можеме да тргнеме од тој податок, бидејќи со додавање на плюс 4 години, ќе можеме да пресметаме и за останатите уште 4 деца, колку години имаат сега. Па еве, петото, најмалото дете,
има 23 години. Четвртото дете, значи тоа што е 4 години постаро, има 23 плюс 4 еднакво на 27 години. Третото дете, и тоа е за 4 постаро, од претходното колку што има, плюс за 4 постаро, еднакво на 31 година. Второто дете има тие 31 плюс 4 еднакво на 35 години. И првото, најстарото дете има 35 плюс 4 еднакво на 39 години. Штом добивме дека првото дете има 39 години, а имаме погоре податок дека првото дете бабата го родила на 21 година, ќе можеме да пресметаме дека таа сега има незините тогаш 21 година и плюс 39 колку што има сега тоа првото дете, значи со собирање ќе добиеме дека бабата има 60 години. Штом бабата имала 21 година, кога го родила првото дете, а тоа сега има 39, значи дека бабата сега има 21 плюс 39 или еднакво на 60 години. Добро, ќе го разделиме. Така. Значи, еве, завршивме и оваа задача. Прашајте ако нешто има нејасно. Сликајте ја, тие што сликате. И да продолжиме со следната. Дали е готово? Може да одиме понатаму? Добро. Значи, задачата е 4064. Определи ги сите можни збирови од 5 последователни двоцифрени природни броеви, чија цифра на десетки им е 7, така што најмалиот од нив да е делив со 3. Сега, значи од нас се бара да определиме збирови
од 5 последователни двоцифрени броеви. Збирот нормално ќе го одредиме на крај, откако ќе видиме кои се тие броеви. А за тие броеви важи, станува збор за двоцифрени броеви, првата цифра на десетките им е 7, значи почнуваат со 7, и од нив, од 5 последователни, најмалиот е делив со 3. Значи со тој што ќе започнеме, а другите се редат по него последователно, со тој што ќе започнеме треба да е делив со 3. Да подсетам на признакот за деливост со 3. Еден број е делив со 3 ако збирот од неговите цифри е делив со 3. Не знам дали има потреба да го запишам ова или го знаете. Бидејќи тоа ни е така потребно сега, нели, за во задачата. Штом првиот, најмалиот од тие 5 последователни треба да е делив со 3, а започнува на 7, значи дека ние треба другата цифра 70 и нешто започнува, значи бројот. Другата цифра до седмицата треба да ја пронајдеме, да 7 плюс таа цифра биде деливо со 3. Па такви цифри што можат да се додадат на 7 и збирот нивни да е делив со 3, може да се само 2, бидејќи 7 плюс 2 е 9, и 9 е деливо со 3. Следната, до седмицата, што може да ја додадеме, би можела да биде 5, бидејќи 7 плюс 5 е 12, и тоа е деливо со 3. И друга што можеме да ја додадеме до седмицата е 8, бидејќи 7 плюс 8 е 15, и 15 збирот е делив со 3. Па, откако ќе ги пронајдеме тие првите, најмалите броеви од овие 5 последователни, после нив само ќе ги допишеме и останатите што следуваат по нив. Например, ако во првиот случај, кога до седмицата речеме дека ќе ставиме цифра 2, го добиваме првиот најмалиот дека е 72. Па следните ќе бидат 73, 74, 75 и 76. Тоа би биле 5 последователни броеви. И потоа е лесно да ги одредиме нивните збирови. Но еве постепено ќе почнам прво со признакот. За да еден број е делив со 3, треба збирот од неговите цифри да е број што е делив со 3. Значи, ги собираме цифрите на бројот, и ако збирот се деле со 3, тогаш и самиот број се деле со 3. Еве, тоа значи за во конкретната задача, мора да потенцирам, оти нема да значи секогаш, туку за во оваа задача според признакот ќе имаме дека 3 треба да е делител
на 7 плюс цифра x. Значи таа што ќе стои до цифрата 7, еве ќе си обележиме како x. За x еднакво на 2, бидејќи реков ако ставиме x да е 1, 7 плюс 1 е 8, не е деливо со 3. Значи прва цифра што може да се стави до цифрата 7 е 2. Па за x еднакво на 2 и имаме петте последователни броеви, 72, 73, 74, 75 и 76. За x еднакво на 5, ајде ќе го запишеме, ги имаме петте последователни броеви. Значи сега 7 и втората цифра да ни е 5. Тоа е првиот од двоцифрените броеви. А последователно по него ќе бидат 76, 77, 78 и 79. И рековме дека има уште една можност за x еднакво на 8, бидејќи пак ќе имаме деливост со 3. Ги имаме петте последователни броеви, значи 7 и до него цифра 8, 79, 80, 81 и 82. Но дали овој последниот услов го задоволува барањето на задачата? Во барањето имавме 5 последователни двоцифрени броеви, чија цифра на десетки им е 7. А во овој последниот случај, на 5 последователни броеви на сите нив, не име првата цифра, односно десетката 7. Значи, овој последниот случај, за x да е еднакво на 8, не го задоволува условот на задачата. Па затоа, за x еднакво на 8 ги имаме петте последователни броеви кои не го задоволуваат условот на задачата, бидејќи во сите нив немаме цифра на десетки 7. Со тоа, ова не го земаме за решение, односно за овој третиот случај нема да пресметуваме збирови. Тука можеше да ставиме како прв случај. Еве, втор случај. И третиот случај, што реков, нема да го земаме како решение. И сега, во првиот случај, збирот на петте последователни броеви ќе биде и ќе си го пресметаме. Во првиот случај, збирот на петте последователни броеви е, че ги собираме 72 плюс 73 плюс 74 плюс
75 и плюс 76. Кога ќе ги собереме, добиваме збир 370. Значи, прво ги откривме кои се 5 последователни броеви, а потоа веќе можеме да го пресметуваме нивниот збир. Во вториот случај, збирот на 5 последователни броеви е, сега ги собираме тие од вториот случај, 75 плюс 76 плюс 77 плюс 78 и плюс 79. И кога овие броеви ќе ги собереме, добиваме 385. Со тоа ги одредивме. Молам? Јас решив на друг начин. Кажи, на кој друг начин? Па, вака почна, 70 не е деливо на 3, 71 не е деливо на 3, 72 е деливо на 3. Да. И негови 5 последователни се Да. 72, 73, 74, 75, Да. 76. Па за вториот, Супер. за вториот случај почна 73 не е деливо на 3, 74 не е деливо на 3, Така е. 75 е деливо на 3 Така. и последователни се 75, 76, 77, 78, 79. Така, И потоа, да. и Супер. потоа го пресметав и тој третиот начин, но видов дека во десетки ќе биде осмица, а во задачата вели дека мора седмица и на крајот пресметав и толку. Да, да, супер. Тоа е всушност, да, само што јас малку повеќе тука образложував и околу признакот, да ве потсетам и на признакот за деливо со 3, и да со ова објаснувањето да додадеме дека на таа седмица можат само 3 цифри да го задоволуват тој услов да збирот биде делив со 3. А инаку ти си поаѓаш од 70, значи убаво е тоа и да го испишуваш еве на надпревар. Значи ако најмалиот број е 70, не го задоволува признакот, 71 не го задоволува признакот, затоа започнуваме со бројот 72. Супер е, инаку така треба, да. Секогаш вие имате ваши поинакви и за ваше ниво идеи, што е супер. Битно е да тоа што се пишува да е точно во задачата, а начинот не е важно. Една задача може да има повеќе начини за решавање и сосема е во ред да биде решена и на поинаков начин. Еве, јас се обидувам во меѓувреме и вака малку да ја соберам задачата. Сега мислам дека ќе се гледа. Да. Може вака да си ја сликате. Добро, да одиме понатаму, нели? Да. Да. Добро, со оваа задача мислам и дека ги завршивме задачите што останаа од минатиот час, па веќе ќе одиме и на номерус 49.2. Така. Еве, првата задача од овој номерус не е 4085. Напиши ги сите 4-цифрени броеви, чиј збир на цифри е 7, а цифрата на десетките е поголема од 5.
Сега, значи, еве, повторно станува збор за, во овој случај сега се 4 цифрени броеви. Збирот од сите цифри треба да е 7, а цифрата на десетките да е поголема од 5. Со тоа што цифрата на десетките треба да е поголема од 5, значи може да биде 6, 7, 8 или 9, ама поради тоа што збирот од сите цифри треба да е 7, на местото на десетките нема да може да ставиме 8 или 9, бидејќи само со таа цифра веќе збирот ќе надминува 7. Па затоа започнуваме со тоа дека цифрата на десетките може да биде 6 или 7. И ќе ги разгледаме тие два случаеви, што ќе добиеме во секој од тие случаеви. Цифрата на десетките може да биде 6 или 7. И сега под 1, или како прв случај. Ако цифрата на десетките е 6, сега малку да објасниме. Ако цифрата на десетките е 6, тогаш до вкупен збир 7 од сите цифри ни останува само уште единица, што треба да биде распоредена на некоја од другите позиции, или на единици, или на стотки, или на илјадарки. Ама, во тој случај, ако ја употребиме цифрата 1 на едното место, на едната позиција, останатите треба да ни бидат нули, а на првата позиција илјадарките не може да ставиме нула, бидејќи четироцифрениот број не смее да започнува со нула. Па затоа, цифрата 1, што ни е на располагање, единствено таа, мора да стои на позицијата илјади, а на останатите позиции да ги распоредиме на единици и на стотки ќе треба да стои нула. И во тој случај збирот ќе биде 7. Значи, ако цифрата на десетките е 6, тогаш на позицијата илјади мора да стои цифрата 1. Тогаш на позицијата илјади мора да стои цифра 1, а останатите цифри се нули. Во овој случај ќе се добие бројот значи да започнува со единица, 0, 6 на позиција десетки и повторно 0 на позиција единици. Значи ќе се добие бројот 1060. Еве еден таков 4-цифрен број. И сега во другиот случај, ако цифрата на десетките е 7, веројатно веќе претпоставувате. Тогаш, кои цифри би можеле да ги распоредуваме на другите позиции, кога веќе збирот 7 е исполнет само со оваа цифра на местото на десетките? Бидејќи, нели, викаме, ако ставиме на местото на десетките 7. Другите позиции треба да ни бидат нули, за да се задоволи тој услов збирот да е 7. Па, дали може првата позиција да започнува со 0? Рековме и претходно во првиот случај дека не може, што значи овој случај воопшто нема да ни даде ниту еден таков 4-цифрен број, што значи дека единствен 4-цифрен број, чиј збир на цифри е 7, а цифрата на десетките да е поголема од 5, ќе биде само бројот 1060, што го пронајдовме во случајот 1.
Значи, ако цифрата на десетките е 7, тогаш останатите цифри се нули, бидејќи првата цифра не може да биде нула, тоа значи дека таков број не постои. Па единствен таков 4-цифрен број е 1060. Така. Со тоа ја завршивме оваа задача. Може да ја сликате, кратка е, се гледа целосно. Може да одиме натаму? Да. Добро. Еве ќе решиме уште една задача и потоа ќе направиме малку пауза. Значи задачата 4086. Ана, Ема и Нина биле да пазаруваат. Ана и Ема заедно потрошиле 2800 денари. Ана и Нина заедно потрошиле 3600 денари, а Ема и Нина заедно потрошиле 4500 денари. По колку денари потрошила секоја од нив? Сега овде ќе искористиме 3 збира помеѓу секоја од трите девојчиња. Ана со Ема заедно, Ана и Нина заедно колку потрошиле и третото Ема и Нина. Најпрво ќе започнеме еве со збировите каде што е вклучена Ана, да речеме, инаку е сеедно со кој ќе почнеме. И ќе искористиме собирање на две равенства, за да потоа во така собраните две равенства го искористиме третото и постепено да ги елиминираме од трите непознати. Оти ние сега имаме непозната и за Ана колку потрошила, и за Ема, и за Нина. За ниту една од нив поединечно не знаеме. Па со тоа што реков дека ќе започнеме со собирање на две равенства, а потоа ќе го искористиме и третото, ќе елиминираме дел од трите, некои од трите непознати и ќе ја добиеме едната од нив, а потоа ќе се навраќаме во збировите и ќе ги одредуваме постепено и другите. За да не воведувам три непознати X, Y, Z или A, B, C, не е битно, еве ќе ги користам нивните први букви, што не е воопшто ни важно. Може да си воведете и ваши непознати. Една за Ана, една за Ема и една за Нина. Значи, од тоа што Ана плюс Ема заедно потрошиле 2800 денари, го запишуваме ова равенство, А плюс Е еднакво на 2800. Потоа имаме дека Ана со Нина заедно потрошиле 3600. И сега со собирање на овие две равенства ќе добиеме, ќе запишам дека ги собираме, со собирање на овие две равенства
добиваме. Да потсетам и што значи собирање на равенства. Ги собираме левите страни, нивните леви страни, еднакво на збирот од нивните десни страни. Па од левата страна на првата равенка имаме Ана плюс Ема, левата страна од другата равенка е Ана плюс Нина, да е еднакво со збирот од десните страни. 2800 плюс 3600. Значи, секогаш кога собирате равенства, треба да им ги собирате посебно левите страни, еднакво на збирот од десните страни. Со ова собирање на равенства, добивме дека ја имаме два пати сумата што ја потрошила Ана, плюс Ема, плюс Нина, да е еднакво на 6400. Бидејќи за Ана и Ема заедно, се извинувам, не Ана и Ема, туку Ема и Нина, заедно имаме дека потрошиле 4500 денари, за тој збир Е плюс Н ќе замениме сума 4500. Што значи, два пати по сумата што ја потрошила Ана, плюс 4500 за Ема и Нина заедно, е еднакво на 6400. Значи, еве, оваа бројка 4500 е бројката што одговара за погоре, за пишаното Ема плюс Нина. Еве, веќе ни остана една непозната за пресметување, а тоа е дека два пати по сумата на Ана е еднакво на 6400 минус 4500, или два пати по сумата на Ана е еднакво на 1900, или Ана потрошила 950 денари, откако 1900 ќе се подели со 2. И сега што добивме за едно од девојчињата, за Ана, кога ќе се навратиме погоре во збировите, ќе добиеме дека од Ана плюс Ема е еднакво на 2800, добиваме дека Ема потрошила 2800 минус сумата на Ана, а тоа е 950, или тоа е еднакво на 1850 денари. Од некое друго равенство, може во било кое, од Ана плюс Нина, дека е еднакво на 3600, добиваме дека Нина потрошила од вкупното 3600 и одзимаме сумата на Ана 950 и добиваме дека Нина потрошила 2650 денари. Па еве, на овој начин добивме за секоја од нив поединечно. Ќе го запишеме тоа како одговор, бидејќи претходно со символи само, со иницијали работевме. Значи, Ана потрошила 950 денари, Ема потрошила 1850 денари, а Нина потрошила 2650 денари. Со тоа пресметавме за секоја од девојчињата поединечно.
Може да ја сликате задачата. Рековме дека еве точно сме и на половина некаде од времето. Овде ќе направиме пауза. Сликајте си ја во меѓувреме. Сега мислам дека до 12:20, веќе неполни 4 минути, ќе ви се малку, веќе 12:17. Ајде до 12:25, во 12:25 продолжуваме.
Дечки, дали може да продолжиме? Да, ме слушате, нели? Добро, одиме на следната задача. Квадрат со 4087 гледате. Квадрат со страна 12 см е поделен на 4 еднакви квадрати. Секој од тие квадрати е поделен на 2 еднакви правоаголници како на цртежот. На некои од тие правоаголници има обоена едната половина, исто како на цртежот, нели? Така е добиена формата што личи на вртелешка. Пресмета ја плоштината на таа форма. Сега, прво, нели, треба да го погледнеме цртежот. Навистина овде имаме еден голем квадрат поделен на 4 помали квадрати, па секој од тие помалите квадрати е поделен на по 2 правоаголници и во некои од тие правоаголници е обоена половината, а половината од еден таков правоаголник се овие триаголниците, правоаголни триаголници, кои што вака поставени, нели, личат на вртелешка. И сега наше е да ја пресметаме плоштината на обоениот дел на оваа формата, но најпрво со податокот што ни е даден дека страната на големиот квадрат е 12 см, ќе можеме да пресметаме плоштината на тој големиот квадрат, бидејќи плоштина на квадрат, нели, А по А, односно 12 по 12, и ќе добиеме плоштината на квадратот дека е 144 сантиметри квадратни. Тоа ќе го искористиме понатаму, а треба да согледаме дека од цртежот треба да согледаме дека ако ги споиме обоените триаголници, тие би формирале плоштина колку еден од малите квадрати. Навистина, нели, во еден мал квадрат од овие 4 можат да се состават вакви 4 правоаголни триаголници колку што се употребени за вртелешката. Па штом плоштината на овој обоениот дел на вртелешката е колку еден од малите квадрати, а тој представува 1/4 од плоштината на големиот квадрат, тогаш со пресметката 1/4 од плоштината 144 што ја спомнав претходно, кога ќе пресметаме, значи 1/4 од 144, ќе добиеме колку ќе биде плоштината на овој обоениот дел. Најважно е да согледаме дека вака обоените триаголници прават плоштина колку еден од малите квадрати. Најпрво ќе запишеме за плоштината на големиот квадрат. P е еднакво на А по А, по таа формула. Бидејќи страната е 12, ќе имаме 12 по 12, или тоа е еднакво на 144 сантиметри квадратни. Кога ќе се состават обоените делови, ево по заграда ќе запишам правоаголни триаголници, тие формираат квадрат
кој представува 1/4 од големиот квадрат. Тоа значи дека плоштината на обоениот дел ќе биде 1/4 од плоштината на големиот квадрат односно сега бидејќи станува збор за пресметка, ќе користиме 1/4 како дропка запишано. Односно 1/4 по 144, колку што е целиот големиот квадрат. Тоа се пресметува како 144 делено со 4 или еднакво на 36 сантиметри квадратни. Со тоа пресметавме колку ќе биде плоштината на обоениот дел. Еве само, ако има прашања за оваа задача, прашајте слободно. Само да ја наместам целосно да се гледа, ако е возможно. Еве сега се гледа целосно, може да ја сликате. Дали е готово? Да. Да. Добро. Одиме со следната задача. Четири 8088. Петооделенците од едно училиште на екскурзија се сместиле во хотел. Биле вкупно 6 оделенија, од кои 3 имале точно по 25 ученика, а 3 имале точно по 26 ученика. Со сместување на еден дел од учениците се пополниле леглата во 19 трикреветни соби, а останатите ученици требало да се сместат по двајца во соба во двокреветни соби. Колку двокреветни соби се потребни за останатите петооделенци? Сега имаме дека се вкупно 6 оделенија, во 3 оделенија се по 25 ученика, во 3 имало по 26 ученика. Со овие податоци можеме да го пресметаме вкупниот број на ученици што отишле на екскурзија, а потоа да го искористиме податокот дека во 19 трикреветни соби се сместиле дел од учениците. Тоа значи дека кога 19 ќе помножиме со 3, ќе видиме колку вкупно ученици се сместиле во тие 19 соби и останатите ученици што остануваат се сместени во двокреветни, па за да го пресметаме бројот на соби, треба бројот на ученици што се сместиле во тие двокреветни соби да го поделиме со 2.
Што значи, најпрво ќе пресметаме вкупен број на ученици што отишле на екскурзијата, потоа од вкупниот број ќе ги одземеме тие што се сместиле во трикреветните соби, а тоа се 19 по 3 ученици, и тие што остануваат поделено со 2, за да видиме за нив колку двокреветни соби ќе се потребни. Еве, реков прво ќе го пресметаме вкупниот број на ученици. На екскурзијата отишле вкупно 3 оделенија со по 25 ученици и плюс уште 3 оделенија со по 26 ученици, а тоа се 75 плюс 3 по 26 е 78 или еднакво на 153 петооделенци. Значи, станува збор за 153 петооделенци што отишле на екскурзија. Сега, од 153 што биле вкупно, ги одземаме тие што се сместиле во трикреветни соби, односно 19 соби по тројца во соба, и рековме поделеме со 2 за да видиме колку двокреветни соби се потребни. Значи 153 минус 19 по 3 е 57. Се уште го ставаме во заграда, бидејќи уште не ни е целосно пресметана заградата. Делено со 2 или 153 минус 57 е 96. Поделено со 2 е еднакво на 48 двокреветни соби. Со ова решение што го добивме, 48, може да се направи и проверка на задачата. Ако 48 се двокреветни соби, како што добивме, помножено по 2 ученици во секоја од нив, 48 по 2, значи во тие соби ќе се соберат 96 ученици, и плюс уште тие 57 што ги пресметавме дека се сместиле во трикреветни, 96 плюс 57 ќе ни даде 153, колку што е вкупниот број на ученици што отишле на екскурзија. Може веќе да се слика задачата, се гледа. Дали е готово? Да. Да. Добро. Еве, преминуваме во таа група од истиот нумерус, групата задачи што се за 5-то и 6-то одделение. Задачата 4089. Правоаголник и квадрат имаат еднакви плоштини. Должината на страната на квадратот е 1,6 пати поголема од ширината на правоаголникот, а должината на правоаголникот е 12,8 см. Пресметај ги периметрите на правоаголникот и квадратот. Сега еве, за почеток, јас ви ги запишав формулите, иако се сретнувани во повеќе други задачи, меѓутоа еве за плоштина да имаме во предвид А по Б на правоаголник, а А по А на квадрат. А подоцна, кога ќе ги пресметуваме периметрите,
па ќе ги запишеме и формулите за периметар на правоаголник и на квадрат. Најпрво да разграничиме со страните и мораме да ги имаме страните и на квадратот и на правоаголникот, за да можеме да ги пресметаме нивните периметри. Па еве за правоаголникот прво. Правоаголникот има страни, должина 12,8 сантиметри, како што ни е дадена во текстот, а ширина сега ширината негова ќе ја означиме со B. Не ни е позната, ја означуваме со B. Квадратот има страна, сега како ни е дадено во текстот. Должината на страната на квадратот е 1,6 пати поголема од ширината на правоаголникот. Значи квадратот ќе има страна 1,6 по B. Бидејќи ширината на правоаголникот е B, така си ја запишавме, па страната на квадратот е 1,6 пати поголема од неа, значи квадратот има страна 1,6 по B. Бидејќи плоштините на квадратот и правоаголникот се еднакви, имаме дека плоштината на правоаголник, еве на квадратот запишавме прво, на квадратот е 1,6 P, тоа е неговата страна, по истата таа страна 1,6 B, нели плоштина на квадрат е страната А, неговата страна А, по страната А, ама страната на квадратот кај нас сега е запишана како 1,6 B. Па, помножено самото по себе, по 1,6 B, ја дава плоштината на квадратот. Тоа треба да е еднакво со плоштината на правоаголникот, а плоштината на правоаголникот е должина по ширина, должина 12,8, ширина B, значи 12,8 по B, сега овде само ќе примениме кратење, бидејќи за да не работите нормално B по B, ќе ви даде B на квадрат, што не е својствено за вашата возраст. Меѓутоа, кратењето, кога имаме ист член од двете страни на равенката, тоа е B, можеме да го поништиме, значи едно B од левата страна со B од другата страна можеме да ги скратеме. И добиваме од левата страна 1,6 по 1,6 е 2,56 по B, да е еднакво на 12,8. Од овде ќе може да пресметаме B, дека е еднакво на 12,8 делено со 2,56 или B е еднакво на
кога ќе се поделат, добиваме точно 5 сантиметри. Штом страната Б ја имаме дека е 5, ќе следува дека страната на квадратот, која што е 1,6 по Б, ќе биде 1,6 по 5, или ќе пресметаме дека овој производ е 8 сантиметри. Само да запишеме дека за страната на квадратот ќе станува збор. Значи, страната на квадратот е 1,6 по Б. Тоа е еднакво на 1,6 по 5, бидејќи веќе Б го најдовме, или тоа е еднакво на 8 сантиметри. Штом ги имаме веќе должина и ширина на правоаголник, ќе можеме да го пресметаме неговиот периметар. Штом ја имаме и страната на квадратот дека е 8, ќе можеме да го пресметаме и неговиот периметар. За периметарот на правоаголник со страни 12,8 и добивме дека другата страна ширината му е 5, само не запишав мерната единица, 12,8 сантиметри и 5 сантиметри, ќе добиеме L, периметарот на правоаголник, е 2 пати по А плюс Б, или 2 по А плюс 2 по Б, се едно е. Ајде 2 по А, може така ви е полесно. 2 по А плюс 2 по Б. Тоа е формулата. Во неја заменуваме дека L ќе ни биде еднакво на 2 пати по 12,8 плюс 2 пати по 5 L е еднакво на 2 по 12,8 25,6 плюс 2 по 5 е 10, или L е еднакво на 35,6 сантиметри. Ова е за периметарот на правоаголникот. Сега уште за периметарот на квадратот. За периметар на квадрат со страна, колку добивме за квадратот, 8, со страна 8 сантиметри, ќе добиеме L. Ајде, не е добро да се користи иста ознака, затоа ова ќе го крстиме со L1. Е еднакво на 4 по А, како формула е 4 по А, а тоа ќе ни биде еднакво на 4 по 8, или еднакво на 32 сантиметри. Со тоа ги пресметавме периметрите и на правоаголникот и на квадратот. Сега малку само да ја подсредаме задачата, да може да се гледа.
Еве сега се гледа целосно, ама само момент, чекајте, не сликајте. Овие каде што кратевме страната Б не се изместени. Така. Сега ќе може. Се гледа целосно, може да се слика. Оп, пак се измести. Еве сега може. Дали е готово да продолжиме понатаму? Да. Добро. Според времето гледам дека за уште една задача ќе имаме време. Така малку, така, подобро да ви се гледа, малку да зголемев. Алекс со друштво ја дочекал новата 2023 година. Точно на полнок им рекол на своите другари: пред 2000 часа наполнив точно 12 години. Пресмете го точното време, час, ден, месец и година на неговото раѓање. Сега треба најпрво во овие 2000 часа, што изјавил Алек, дека пред точно 2000 часа наполнил 12 години, да видиме во нив колку месеци, денови и часови има, за да потоа тие месеци, денови и часови ги враќаме на назад од 1.1. точно на полнок, кога ја дал оваа изјава Алек. Значи, штом точно на полнок кажал дека пред 2000 часа ги наполнил 12 години, кога ќе вратиме на назад 2000 часа, ќе видиме кога тој наполнил точно 12 години. Па, еве 2000, за да пресметаме колку денови, часови и месеци има, најпрво ќе го поделиме со 24, бидејќи во еден ден има 24 часа. Кога 2000 ќе го поделиме со 24, ќе добиеме дека во тие 2000 часа има 83 дена, но 83 по 24 е 1992. Значи, го извршувам само делењето овде. И од ова делење ни останува остаток 8. Тој остаток се всушност часовите, бидејќи 2000 кога го поделивме со 24, добивме дека се 83 цели денови и плюс уште 8 часа. Кога 83 дена ќе ги поделиме со 30, ќе видиме колку месеци и колку денови има во нив. Што значи, еве, 83 е еднакво на. Во еден месец има, математички се смета како дека има по 30 дена, ама бидејќи овде станува збор за точно кои месеци се, пред нова година се декември, ноември, а таму имаме декември 31, ноември 30, значи вкупно се 61 ден од двата месеци и плюс уште 22 дена ќе ни останат. Значи 83 дена
ќе бидат еднакви на 2 месеци и 22 дена. Сега почетните 2000 часа е еднакво на 2 месеци, 22 дена и овие 8 часа што останаа на почетокот од делењето. Значи 2 месеци во тие 83 дена, 2 месеци, 2 дена и 8 часа. Па сега кога од 1.1.2023 ќе одземеме 2 месеци, со одземањето на двата месеци се враќаме на 1 ноември, 1.11. Кога ќе ги одземеме 22 дена, не 2 дена. Молам? Да. 2 месеци и 22. Точно, фала ви. Така. Значи, со одземањето на двата месеци се враќаме до 1 ноември, 1.11. 2022. Кога ќе ги одземеме и 22 дена од 1 ноември на назад, се добива 10.10.2022 и тоа 10.10.2022 на полноќ. И кога од полноќ ќе се одземат и 8 часа, се добива дека 12 години ги наполнил на 9.10.2010 година во 16 часот. Ова 16 часот е добиено точно од последното одземање, кога од полноќ одземаме или враќаме на назад 8 часа и се добива 16 часот. Значи, целта на задачата беше прво 2000 часа да ги претвориме како, добивме веќе, како 2 месеци, 22 дена и 8 часа, а потоа враќаме постепено на назад, рачунајќи од 1.1.2023 точно на полноќ, кога ја дал таа изјава. Значи, од тој датум враќаме на назад постепено месеците, па деновите, па часовите и добиваме кога точно е роден Алек. Сега ајде ова да го запишеме. Од 1.1.2023 одземаме 2 месеци и тоа е 1.11.2022. Кога ќе одземеме и 22 дена, се добива 10.10.2022 година на полноќ. Кога ќе ги одземеме и 8 часа, се добива 9.10.2022 во 16 часот, а бидејќи тогаш наполнил 12 години,
12 години, добиваме дека тој е роден на 9.10.2010, отинели во 2022 12 години, минус тие 12 години, датумот на раѓање 9.10.2010 година во 16 часот. Бидејќи во задачата ни се бараше точно и ден, месец, година, но и часот во колку е роден. Так, па се гледа добро задачата. Може вака да ја сликате. И 1 минута, тука и би завршиле со часот. Сликајте, прашајте ако имате нешто да ме прашате. Ако не, слободни сте веќе и ќе се слушнеме следната сабота во истото време 11:30 часот. До гледање. До гледање. Пријатно. Ајде, пријатно. Довидување. До гледање.